9 часот 28 минути време е и за следните наши гости во утринската програма Македонија наутро. Добро утро и велам на мојата драга колешка на Марија Башевска-Стојановска и на магистар Константин Кајшаров. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. За прв пат сте во нашето студио, како се чувствувате? Одлично, супер е. Топла атмосфера. Божик доаѓа е numere која што и се разбира видеозапис кој што ќе го промовираме во рамките на утринската програма. Би сакал нешто повеќе да ни кажете и околу песната, се разбира и околу видеозаписот. Така, јас сосема накусо ќе дадам информација дека тоа е спот кој го промовиравме неодамна. Вокалната група Молебствие, која што го бележи својот втор видеозапис. Го снимивме неодамна, многу брзо го одработивме, фала на Бога, токму во пресрет на божикните празници. Го снимавме тука во Скопје и според реакциите на гледачите и на слушателите, на оние кои имаа можност да дојдат на самата промоција, се покажа дека спотот е многу топол и пораката која ја испраќа луѓето да се сплотени, децата да се здомени и гладните да се наситат е една општочовечка или цивилизацијска порака, ако сакате, до сите луѓе или до сите христијани во пресрет на најголемиот празник на кој што сите подеднакво се радуваме. Така, Христовото раѓање во суштина носи пораката на спокојот, на мирот, но пред се на милосрдието. Зошто сметате дека го славиме Божик? Па Божик е Божји ден, денот кога се раѓа нашиот Спасител Исус Христос, кој што се отелотворува, бидејќи тој постои уште пред настанокот на светот. Меѓутоа на Божик се отелотворува и доаѓа за да не спаси, за да тој е избавителот, тој е помазаникот од Бога кој што е испратен со специјална мисија за спасение на човечкиот род. Божик би требало да се празнува и да се оддава слава на Бога, се разбира дека тоа се манифестира на одреден начин и кај нас и во светот. Меѓутоа во последно време се забележува дека празникот ја нема баш атмосферата заради тоа што поголем акцент се става на Дедо Мраз, на култ кон тие човечки легенди. И затоа ова беше еден поттик да создадеме еден начин на таа видео порака за да ги поттикнеме луѓето сепак на Божик и на Божик да бидат во молитва, да мислат не само на себе си, туку и на другите, како што спомна и Марија, навистина луѓето да се сплотени, гладните да се наситат, децата да бидат здомени, да се облечат во таа Христова праведност и да живеат хармонично како вистински христијани. Затоа и спотот беше точно определен за овие празници, за да ја поттикне таа атмосфера во секој дом, заради тоа што луѓето забораваа дека доаѓа Божик дури и оној амбиент кој што претходно го имало во текот на годините, сега веќе опаѓа заради тоа што постои многу стрес фактор, постојат различни информации кои што не се секогаш пријатни и позитивни и ова беше начин да допреме до нивните срца. Пред некоја година се сеќавам дека во рамките на утринската програма имав линковско вклучување заедно со хорот Молебствие и можам да кажам дека тоа беше еден од моите најволшебни моменти во мојата кариера. Како оди досега работата со Молебствие со хорот? Вака, вокалната група Молебствие е релативно пресна група, ако земеме со бројка да кажеме, постоиме 2,5 години, меѓутоа за слава на Бога многу плодна во своето дејствување, бидејќи имавме низ годините навистина се отвори чудесно, многу настапи, многу радост, многу славење и се излеа многу песни, слава на Господа Исуса Христа преку срцето на пасторот. Тоа се песни кои, барем понашто, да не бидам пристрасна, понашто го кажуваат луѓето кои ги слушаат. Тоа се песни кои што ве поттикнуваат, песни кои што додека ги слушате ве замислуваат, за да се преиспитате себе дали сте на вистинскиот пат. Оти според Новиот Завет пишано е. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот, и никој не доаѓа при Отецот небесен освен преку мене. Меѓутоа, кога направиме паралелата каде сме денеска и како се живее денеска, колку христијански живееме, навистина тоа е музика која ги исполнува човечките срца и е поттикнувачка, музика која ве преобразува. Со еден збор, јас мислам дека ништо повеќе не може да го израдува човечкото срце од токму ваква музика опеана со стихови од Библијата. Так, кога сме веќе кај срцата, колку се отворени срцата на македонците и се разбира колку е отворен умот на македонците за славење на Христа? Па јас мислам дека се многу отворени и се разбира дека тие го има тоа во своето срце. Меѓутоа преку овие дејствија кои што ги вршиме се поттикнува тоа да исплива кај нив на површина и ги потсетуваме всушност на основата на христијанството. Кога се зборува за Библија, за песни духовни и слично, сите тоа го асоцираат со црква или пак со евентуално некои други движења во христијанство.
Меѓутоа, нашиот начин е, нашата мисија фактички е да живееме, да ги поттикнеме луѓето во живо христијанство. Во смисла, ние можеме да одиме во црква и да се молиме, меѓутоа ако излеземе од таму и ги мразиме луѓето и колнеме и завидуваме еден на друг, тогаш не сме прави христијани. И тука е целта наша да допреме да ги потсетиме луѓето кои сме и што сме, бидејќи да не бидеме лицемерни и пред Бога и пред нас самите. Заради тоа што ако веруваме, оно што верува во Бога, тој е човек кој што ја има Божјата љубов во срцето и не му е срам да каже дека е христијанин и не смета дека е срамно да се изрази верата во Христос, нели? Така да македонците, гледам веќе и пошироко започнаа да реагираат позитивно. Всушност има и реакции од Австралија, бидејќи го пуштивме веќе спототи по социјалните мрежи. Има веќе и од странство, од Америка, од Англија, каде што не гледаат и гледаме дека тоа е за нив поттик, ги потсетува на домот, ги потсетува на татковината, на оние денови кога се собирале семејствата заедно и така. Сосема пред крај сме од разговорот, која е вашата новогодишна желба за нареднава 2015 година? Јас со текстот на песната ќе ви кажам која е желбата, луѓето да се сплотени и децата да се здомени и сите да бидеме облечени во Христовата љубов, бидејќи друго и не можеме и не смееме. Јас така ја гледам смислата на моето постоење. Мојата порака е да сватиме дека не живееме вечност моментално на земјата, туку живееме во еден ограничен живот и затоа да имаме покорност и стравопочит и љубов кон Бога. Ви благодарам многу што бевте наши гости, што ни го наполнивте студиото со љубов и топлина. Се гледаме веќе во наредната година. Ви посакувам многу успех. Благодариме. Да сме живи и здрави. Оставаме гледачите со топлите звуци, волшебната музика на молитвие. Уживајте. Доаѓа Божики. Činja zvona celeleala, novata godina ja donesla, radosni srca se razigra, Božik doaѓa, Božik pristigna, ajde si te pak molitva. Božik doaѓa, Božik pristigna, ajde si te pak molitva. Луѓето да се сплотени, децата да се здомени, гладните да се насита, во Твојата светлост да се облеча, вечниот живот да го живеа. Благослов велиме, да никого дрце скршитме, во љубовта да се стоплиме. Исусе мој да те славиме, Исусе наш Спасителе. Ајде да пееме, Бог да го славиме, ајде во молитва Божике, ајде да сееме и радост да жнеме, раце да сплотиме, Божике, Божике, Божике. Празнина, во Христоса Бога е цела полнота. Нема ни грижа, ни предрасуда. Божик доаѓа, Божик пристигна, ајде сите пак во молитва. Божик доаѓа, Божик пристигна, ајде сите пак во молитва. Луѓето да се склопени, децата да се здомени, гладните да се насита, во Твојата
svetlost da se obleća, večni od života doživea. Blagoslov Evangeline, da nikogo drce skršit ne, bo ljubov ta da se stopline. Isuse moj, da te slavime, Isuse naš Spasitele. Ajde da peme, Bog da to slavime, ajde vo molitva Božike, ajde da seme i radost da žneme, rad se da splotime, Božike, Božike.